Оган! Никодине, има уште грст куршуми. Оган! Божине! Ти под твоите руки ги држите од тапниште до дека одред да се извлече. Носи ме ранети. Разбирам, друга командант. Патот ќе е тежок. Останете до 12. Потоа каде? Ранетите се седи ги овде. Запалете огън, нека се згреят малко. Поставена ли е стражата? Разбирам, командант! Мамичето нивно. Ротата не спречи да ја минеме пругата. Имаме динамит да го разнесеме мостот. А нашите луѓе од заштитницата? Реката, иако надојдена, не може да биде длабока. Нашите некако ќе ја прегазат. Но за бугарската рота преминувањето од оваа страна не може да биде лесно. Натоварени се дотене. Изгледа се готвеле за подолга потера. Ние тоа не можеме да го сториме. Одговорноста за заштитницата ја превземам јас. Не, туку партискиот актив ќе го решава ова. Мони, кажи ми еднаш, зошто сакаш да биде секогаш последен и пресуден твојот глас во одредов? Тоа не е точно. Точно е. И не само тоа. Веќе одамна сум приметил дека си започнал да ме мразиш. Ти не знаеш што говориш. Знам. Многу добро знам. Кажи ми, Мони, кажи ми до кога ќе сум безгласна буква за тебе. Те молам... Не моли ме да послушај. Знаеш ли дека одредот е исцрпен, неотпорен, без муниција? Ако не стасат бугарите, од нас ќе остане само спомен, куп мртовци и ненадеж. А оние 6 мина, ако не сакаат да газат матна вода, нека се довлечат до шајповата воденица. И ако се родени светни, ќе го затекнат чуното од оваа страна на реката. Најпосле, ако е таму длабоко, некој од нив ќе знае место кај што може да се мине без пливање. Минери, дигај се! Слушате ли? Чекај, не брзај. Нека останат минерите зад нас. Откако ќе се врати десетината... Не ризикувам. Може да заспијат и да му паднат на непријателот враце. Тогаш, уште еднаш нека решат комунистите. Делегати, збор! Кажи, Мони, кажи, зошто ме мразиш? Па ти мислиш, она што си ти дека сум јас. Ме шпионираш, комесаре. Ги местиш своите гавази да ме дзиркаат низ куџалката. Некој нешто мести. Неслучајно четните командири и десетари се фалат со тебе. Не, Мони! Јас не сум ти. Но и јас не сум Никодин, команданте. А јас сум командант и затоа нема да дозволам одредот да му падне враце на непријателот. Во колку се разденува? Во 5 или позачно. Во 5 ни со запалена борина не ќе можат да не одмрзнат. Ќе глода лисицата смрзнати коски стрикопалне. Небитница, синко. Ора јас со малку пипер и тула можам да глодам. Момичето нивно. Кацо! Ти однесеш ли на царицата гнило мевце? Дојди, юнаку! Разоружај не! Ќе останеме додека одредот не се извлече, а?
ќе видиме. Што ќе рече Чаушот Никодин, тоа ќе биде. Ќе останеме до полноќ, а потоа ќе се полечеме. Отворете ги широм очите. Спиењето е голо предавство. Кај ќе биде одредот? Заповедам ми да молчам. А ако загинеш? Ако те свирнат оние со парче железо преку уста? Не ламоти, Благоја. Вело, земи го шалов. Гледам дека ти е студен. Ами ти? Мене без крпава ми е топло. Благодарам. Чудно ми е кога те гледам. Зошто дојде? Во градот почна лов. Сваќам. Мислев само премлада си за овде. Вчера куклите не согана. Стрекопалне. Стрекопалне, имаш ли тутун? Ни ронка. Поше утре. Револуцијата нема аеро чурлава. Тогаш, за денеска не би се откажал од залче леп, ако имаш да дадеш. Лепче нема, синко. Ама ракејчка дал Господ. Ракијата е шик. Не, манастирка е. Таква еднаш пија во војската. Какви времења, Стрекопалне. Медаја и свршеничка унгарка. Господ те надарил, синко. Убаво лажеш. Зошто? Бев топџија. Батерија пали. А јас ала турка. Повеќе сакам берданка. Стрекопалне, што ќе цвркотеа по пунците да имав сега топ. А вака, да биде или да не биде. Како Хамлет. Кој? Хамлет, Стрико. Не го знам. Од одредов ли? Требаше да биде. А се чепатеше по панаѓурите и пееше Лаба джибиджа, лаба джибиджа, лаба джибиджа. И попот од нашто село му пееш? Можев јас да сум и Хамлет и Офелија. Се влечкав по чергарските театри. Биба Бо, Сансу Си, Повлашчено Банско, за Залак и Капка. Манастиркава е добра. Света Сузичка на Прохор Пчински. Добра. Да лизнеме пак, Стрекопалне. Ајде. Абре, имаш ли деца? Имам. Копиле ми роди унгарката. Не сакав да влезам в црква. Борењето ќе ни ги довлечкате бугарите врз глава. А ти да не сакаш Свети Никола да ти кади темјан? Ништо не сакам, ништо. Јас не сакам, јас не можам. Благоче, што не седеше дома, Благоче, да садиш тикви? Оди по ѓаволите. Оди ти по ѓаволи. Замолчете. Колку е часот? Ако видјавам 8. А може ли да се пуши? Зошто седиме овде кога одредот е веќе далеко? Да не чекаме головрати оришта да ни го шараат утре месото со стапести клунови. Тишина, Благоче. Ајде, спи. Смири се. Внимавајте, другари. Ќе појдам да погледнам. Дуци, овој Божин што не остава сами. Може да им падне в раце како јазик, а ние не знаеме каде е одредот. Смири се, Благоче. Божин е волк. Ке се врати. Пити без криша. Попусто дојдов. Најпосле јазик. Ако не е мртов, ќе спечалим отсуство. Море, не умира тие лесно, бај Јорданчо. Тешок е Песов. А ако не очекуваме отсуство, а? Се знае, ножот. А мајорот, ќе стои ли на зборот? Пред цела рота ветил дека оној што ќе довлече јазик, ќе спечали отсуство цел месец, дома, меѓу своји. А медаља? Да ги мочам јас медалите, веќе имам една. Туку, ајде фати да го понесеме. Вело, колку е часот? 10 и 10 минути. Божин нешто многу се задржа. Никој не го терал да оди. Ви велам јас. Божин е волк. Ке се врати. Дали се плашиш, Стрекопалне? Ами, ке се плашам сега на 100 години. Ти се смачило, не ти се живее. На душманот не му се живее. Ми се смачило, ами
Како може да ми се смачи кога целиот живот сум го поминал во борби со разни пеливани или пак искачен на сватовски коњи? Ајде. Сум пиел вино од Божиш до Великден и до Нова година. А жени, Стрико, жени, имала? Ајде, жени. Греота е да се чепарка по заборавената младост. Конкретно, било поминало. Туку, што молкнаа братучедине од онаа страна на мракот. И што седат? И ќе седат или ќе дојдат на гости? Всушност, ова е ноќ без мизан сцен, Стрико Пауне. Што ми ти е тоа, синко? Театро, Стрико, театро. Кажи, како стана тоа? Тоа е... Како? Пеев по кафеани смешни песни за голотија и гладотија. Горки беа оповите на дните. Големата кариера ја започнав како невешт, срамежлив просјак во една земја, во една незина бановина полна со просјаци крастави, пијани, начнати од боемство. Стрико Пауне, твојот стане умееше да ја развесели публиката дури и соло, со севеш степ. А ноќе се намалуваше под нечист чаршаф на темен таван и си го дробеше срцето за да биде како другите од чергарската група. Дај што ќе дадеш, напи се, нека се проживее. А двоглавиот орел го клукаше недоизртеното семе на животот и секој джандар беше крал и секој пандур закон. Тогаш оде во жолта облека и прилегав на канаринка. Вечерва во вашиот град ќе гостува големиот комичар Серинус Канариус. А толку сакав да го играм Хамлет. Ќе даде Господ и тоа, синко. Туку да те прашам нешто, Хамлете, синко. Кажи ми ти, мене тешко ли е да се држи главата во облаци кога ти е празен стомакот? Не е лесно, Стрико Пауне, само зависи на чие небо се облаците. Спиеш? Не. Мислам дека преспав. Ами, ако не се врати Божин, Трпи се, ќе се врати. веќе долго го нема. Ваго ја. Ево прав. Веќе долго го нема. Може би ќе треба некој да го побара. Кој? Можеш и ти да појдеш. Секој пелек на земјава ти е познат. Не! Не оди, Марко. Остани овде, ти патриотисимус. Сонувај ги заборавените дни и чека историјата утре да те удри по-братимски порамо. Да ми се фатиш за вретеното. Санчо! Ти однесеш и на царицата гнило мевце! Не слушаш ли, Ганчо? Напред! Господине мајоре, доведовме шумкар. Мртов! Обесвестен. Не сакавме да го убиеме. Помогнете му да ги отвори очите. Сам ли беше? Сам. Изгледа шпионе. Дезертер секако не е. Освестете го. Се плашев дека ќе се повлечат, а тие скитаат. Христос воскресе. Залепи ма цепката на чело. Зашто цевката? Тој веќе е свикнат на кундак. Тебе никој не ти дозволи да говориш. Разбирам, Синдире. Ке бидеме брзи, потоа збогум оди си дома и не земај веќе пушка. Ајде, кажи ни каде е бандата. Слушаш ли? Одговори! Дозволете да го зачешам. Ќе пропее. Сакам без чешење да зине. Разчитире! Па? Чекам. Го бараш одредот, а? Бистар си, синко, ништо друго не барам. Појди, ќе го најдеш. На 100 чекори одавде. Лажеш! Вие немате муниција. За вас имаме. Не верувам. Бандата е во бегство, во заседа сте неколцина. Не задржувате, чекате ден да се повлечете. Слушај,
Ти давам чесен офицерски збор дека разоружени сите ќе ве пуштам. Господине мајоре, дозволете ми, јас можам... Можам и јас. Ке проговори веќе. И без тебе ќе ги покосиме. Ти ќе се извлечеш ако ми кажеш каде е кртилото. Кртилото е окопано. Чека. А ти, избега ли? Избегав. Без заповед појдов да джитнат бомба меѓу вас. Имаш ли жена, деца? Ако имаш, говори, мисли на нив. А ти ако немаш сестра, имаш ли жена? Ке говориш ли? Ако ми кажеш дали има сестра! Замолчи! Пес! Песконосен пес! Ке ти покажам јас! Бойков, погледни што се случува надвор. Раци ти бе! Господине мајоре, некој не напаѓа од мракот. Тој ја пушам будала. Кажи ми кој напаѓа тоа? Мислам дека лорпате шедниците. Гледте! Попратете го. Јас ќе го сослушам што се вратам. Раци ти бе! Часот? Не знам. Часовникот ми застарал. Сум заборавила да го навијам. Сега пак и стане. Уште го нема. Ако чекаме и денот ќе не најде овде. Да не сакаш да ги оставиме сега и обајцата? Тие се двајца, а ние сме 2 пати повеќе. Стрикопауне, зошто чекаме? Ако се живи ќе не стасаат. Боже, не е човек што се остава. Ни стане. А ти, Благојче, како да жалиш што си се отпушка. Тебе ти се едно. Сам си. А јас? Што ти? Забораваш дека и Боже нима огниште. Знам. Само ако станеме овде уште малку ќе се смрзнеме. Ќе започне месото да ни паѓа, ќе ни се соголат коските. Не пукајте. Некој од нашите ке. Кој е? Стане! Божине! Еј! Божине! Не пукајте, јас сум. Стане! Не го најдов Божина. Стрикопауне, радете се! Што ти е, Стрикопауне? Ништо, деца. Ништо не ми е. Со тутун треба да се сапне тупкава. Со земја. За да не ми истина жилите. Стрикопауне, каде те погоди? Не знам, ќерко. Не плаши се. Ништо не ми. Ништо. Кавори. А не бев стар. Не бев. Не. Нали верно? Не, Стрикопауне. Не бев. Не. Има уште многу денови пред тебе. Не верувам, ќерко. Стане. Кажи, Стрикопауне. Стане. Не оставај ми го гробот без крс. Не говори така, Стрикопауне. И не оставај го Божина. Без него не можете. Ќе те носим. Не си тежок. Мртви луѓето 2 пати се потешки. Како вреќа со трамли. Стрикопауне! Бойков, што ме гледате така? Одете и видите што се случува надвор. Кажи го на синтиот. Господине Лајер, ми избега јазикот. Што?
Јазикот, господине! Говори појасно. Кажи му на Шентирот дека ти побегнал заробениот партизан. Како? Истина ли е тоа? Кажи му на Шентирот дека тоа е точно и дека дури пушката ти ја зел. Точно е, господине мајоре. Сите ќе ве стрелам. Марш надвор! Марш надвор, што поскоро да го фатите бегалецот! За него ќе се погрижам јас! Разбрашите! Мамичката нивна бандитска! Кога тогаш ќе ми паднат тие врати? Овие се луди. Ќе се навистина луди. Како ќе ја преминеме сега на дојдената река? Како? Ќе смрзнеме како кучиња. Знаев јас дека ова ќе се случи, знаев. Никогаш не сум имал верба во оној вол Никодим, ниту пак во Налиф Самони, никогаш. Не дроби многу кога не знаеш. Ти пак многу знаеш. Кој те праша тебе? Гледај таму вела, врти машко вретено враце и молчи. Замолчи! Смири се, Благојче, не си сам. Не сум сам. Сега сите сме осамени. Ќе се извлечеме некако. Како? Јас повеќе не можам! Погледнете ми ја ногама. Гледате ли дека крварам? А зошто си бос? Го изгубих попинокот ноќеска. Појдете вие сами. Зошто да ме влечете и мене? Јас ќе се знајдам некако. Ма издржи уште малку до бачилоно. Само малку ќе се одмориме. Сокриени сме во напуштено бачило. Гладни сме и преморени. Стане, што ти е? Те полуде! Ништо. Не е ни в глава, не е ни в нога. Може ми да запавите ми да одам. Бегајте. Јас ќе долазам некако до некој засолниште. Што говориш тоа стане? Како можеме да те оставиме? Вода. Жеден си. Мислев на ракија. Па гурчето остане во ровот. Било, да те прашам нешто. Кажи, стар. Кажи ми, колку години имаш? 18. Во цветот на младоста си. Како Офелија. Марко, внимавај на незината младост. Ќе внимаваме обајцата стане. Оние се далеко од нас. Дојдете и стасајте го одредот. Јас ќе се засолнам. Ајде, момче, ти си сега комендант. Ќе одиме, сине. Оставете ме мене овде да си починам. Се, како в театар. Колку пати сум умирал в театар. Мораме да ја преминеме реката. Не е само овој мост на реката. Ќе бараме друг. Не ќе најдеме. Ќе ја прегазиме реката. Јас не ќе можам да се борам со реката. Не умеам да пливам. Не е длабока водата. Само е студена. А кај шејповата воденица. Подолу има чуј. Далеко е таа воденица. И не е од оваа страна на клисурата. Оставете ме, вие мене тука. Јас сакам овде да се одморам. И ние ќе се одмораме. Каде е Благој? Го нема. Сигурно и Не верувам. Без друго отишол да си го побра изгубениот опинок. Спуштаме кон реката. Јас го водам ранатиот стан и му помагам да ја преминеме реката. Заедно загазуваме во бировите на наледената река, пред бела која ја носи пушката на стади. Веднаш најќам дека сгреши. Водата на ова место е длабока. Веќе не можеме да се вратиме. Песокот под нашите стапала е жив и заедно со него патуваме под се под длабоката средина на реката. Ако го пуштам ранете, ќе можем да се фатам за стотоците од мостот. Но веќе е доцна. Стануваме играчки на матицата. Стане нешто, вика си од засркнат од водата што ја голта. Студен удер на вода ми ги полни очите и душните. Раците ми се лабавуваат толку што го испуштам стан. Водата го повлекува со своето мирање кон дното. Не знам како се случи. Недалеко од себе. Веќе ја гледам беретката на актерот, како самата плива по врнината од реката. Безкраен напор. Скоро имам над себе живот и запливу банкото.
Бела веќе е на другиот брег. Стои исправена во плитката вода. Ме гледа како се тетеравам сам и без збор започнува да липа. Отидоа Паул, Божин и стане. Кој е сега наред? Благоја низбега. Каде ти овде? Им побегнав. Туку дошла си сам. Каде се другите? Сите изгина. Како? Останав само јас. Невозможно е тоа. Како тоа само ти да се останал жив? Така, едноставно. Не стаса бугарите. Беа многу. Најпрвин Паун остана во ровот, после... Лажеш. И ми избега, а? Ги остави. Признај. Слушај, јас пукав. Јас сакав да ги разбудам. Каде се сега? Ги бараш мртви. Не, туку живи. Ги бараш од мене зашто јас сум жив, нели? Предавник. Не сум предавник. Предавник си. Предавник. Јас сум сепак доброволец. Дојдов, се запишав, отпишете ме. Ке те отпишеме. Твоето име во општинската книга ќе биде до последната буква изпишано. Благој сум од Бога, а не од вас. Не си. Туку што сум? Предавник. Само предавник. А ти? Ноќеска кога не остави се едно ти беше што ги се случи. А ние? Врли ја пушката. Кажи мо мене. Заврти се и чекори. Ќе ме убиеш. Заврти се. Тогаш пукај! Пукај, крвта ти твоја царска, пукај! Бегај од оние дошли ги куршумите на мене, пукај! Тогаш ти пукај, мамето твоја предавничко! Стој! Божине, заприн! Божине, не приоѓај! Божине! Благоја! Сидире! Не успева да губува бегалецот! Тогаш стражарот да се предаде на воен суд! Разчитире! Да може, сега ќе напише. Се чини дека никој од нас утре нема да ја дочека новата година. Ко нема веќе Пауна и Станко. Кој знае дали се живи Благоја и Божи. Останавме уште Вела и јас со своите водени облеки, што ни се лепат на коските уште од преминувањето на реката. Дали ќе го преживееме овој студ, или ќе останеме две мразулки во оваа планинска дивина. Вело, што е ова? Селски гробишта. Близо сме до некое село. Густо се плоди балканското човече и густо умира. Погледај! Погач! Не! Тоа е за умрените. И за нас. Смешно е мртвите да се ограбуваат. Да, но смешно е и да умираш на гробишта. И нам треба пред нова година да ни свети. И да ни е топло. Ќе запалам оган. Голем оган од црни крстови. Немој, Марко, греото е. Нема гре кога е во прашање животот. Греото е кога гестаповците ги палат евреите. Еден бугарски учител криел еврече во својата куќа. Потоа го стрелале. Еврејчето? Учителот. Марко, мене ми е многу студено. И мене. Да одиме во селото. Таму ќе ни кажат каде е одредот. Да, но таму можат да не фатат бугарите или четниците.
Тогаш што да правиме? Не знам. Толку ми е студено што ако ме фрлиш во огон, ќе го изгаснам со премрзнативе коски. Марко! Не плашете се. Само сакам да ви помогнам. Која си ти? Пријателка. Бидете без грижа. Сами ли сте? Сами. А ти сама ли си? Сама. Бев по дрвца. И мојот е таму некаде со вас. Од каде си ти? Од Малиново. Близу сме до селото. Ајде, станувајте барем да се исушите. Вело. Вело. Вело, разбуди се, Вело. Ќе одиме во селото. Помогни ми да ја понесеме. Како ти беше името? Цвета. И велиш го познавате Божина. Го знам. Со нас беше. Тогаш каде е сега? Кој? Маж ми, Божин од Малиново. Таков Божин не познавам. Оно што го знам јас е од друго место. Мојот 3 пати помина ни селово. И 3 пати за по една ноќ ја наполни куќата со гости. За да ги нарани и напои да им ги пари гнидите во облеката. Го чекавме и сега за Божик, за именденот да дојде. Не повеќе му недостасува на нашето мало синче. Белки, ќе дојде. Далеко ли сме уште? Еве, стасавме. Зошто ти беше затворена вратата? Зашто сум сама дома. Како тоа сама, мори? Има ли машка глава во оваа куќа? Маж ми е с планина, по дрва. Така. Ако ти е за леп, ќе ти месам. Ако ти е за пари, ќе присоберам нешто волна, земи, продај в град. Ти сум гладен и ти ми се потребни пари. Кажи ми ти мене кој беше оној што излезе од твојата куќа? Или ќе речеш никој, нели? Никој. Ни човек, ни ѓавол, нели? Никој. Слушате ли, момчиња? Од куќава никој не излегов. А велиш, маш ти е в планина, по дрва, нели? Да, сама сум дома. Со болна сестра. Така. Значи не си била сосем сама дома. Ами, убава ли е сестричката, а? Ти реков болна е. Тогаш, ајде, момци, да ја посетиме болната. Добра вечер. Ако ви е многу лошо, во ротата имаме лекови. Проштавајте, господице, што ви пречиме, но знаете како е. Должноста си е должност. Так ви ја болела! Види ја убавицата. Кој би рекол дека има демодирана флизура? Не ти се чини ли дека насело се стрижат вака косите? Гнидите се чистат со газија, не со ножици. Нели сум во право, домаќинќе, а? На жената од Господа е определено да гледа куќа, да раѓа, не да носи арамиска пучка, мори! А другите каде се? Од каде се? Господица од шумското корзо. Кучко ни заедно. Навистина убава е кучката. Што
велите момци, а? Покрите ја девојката, не гледате ли дека е болна? Остави не! Да уживаме во убавината на сестричката. Оставете ја девојката намира, зар не гледате дека сета гори? Токму затоа, убавицата ќе може убаво да не сгрее. Не! Не! Не да не си ја гибнал, зашто? Држете ја! Држете ја! Држете ја! Не плаши се, убавице. Ќе ни биде убаво. Пушти ме, зверо! Држете ги јацете! Остави ме! Не! Кучко ли заедно? Мискина со забин парче месо од ракава. Некакве си, гадови! Зар не ви е срам да напастувате безпомощна девојка? Молчи ти, колку мја прозарем, не ќе го дочекаш мажу ти. Да не ти е криво, што тебе никој не те сака. Што е? Што се случува овде? Какви се овие викотници? Синдине! Дозволете да ви доложам. Фативме жива партизанка. А така? Морам да признам дека не се надевав на познанство со шумкарска убавица. Браво, Бојков, за ова ќе бидеш награден. Раз, Синдине! Се надевам дека господјицата ќе биде умна и ќе ни каже каде се другите, а јас, кавалерски, ви ветувам дека потоа ќе ве пуштам на слобода. Значи, господјицата не сака да одговори на ова прашање. Добро. Тогаш домаќинке ти ќе ни кажеш зошто си ја прибрала оваа шумска бездомница. Таа не ме прибрала. Јас со сила влегов во незината куќа. Види, таа не само што умее да говори, туку знае и безобзирно да лаже. Не е убаво така, господјице. Вие сте млади и нема смисла пред време да си го одземете животот. Подобро вие мислете за својот живот. Види, ја ти убавицата наеднаш се здиви. Слушај, девојко, јас немам многу време. За последен пат те прашувам каде се другите, ако сакаш да си ја спасиш младоста. Не знам. Зарем не гледате дека сум сама? Тогаш на бесилка. А за да не биде сама, нека и прави друштво и домакинкава. Не! Водете ги! Ма зашто таа? Ви кажав дека таа не е виновна што ме најдовте во незината куќа. Јас самата. Сега повеќе не ми се потребни никакви твои искажувања. Водете ги, обете! Раз, Синдине! Проштевај, домакинке. Ми е жал само што го излажав тој Марко дека си трудна. Сакав да те спасам, а еве што испадна. Пеки нема да се лути мојот пожив. Колку селани уловивте? Не многу, Синдине. Старци и дечи. Затвори ги под стража во селово. Ки исцедам јас од нив она што сакам. Раз, Синдине. И заколи еден овен. Пода дојди, не можем сам да пијам. Раз, Синдине. Божине, откаде ти овде? А откаде вие во мојот двор? Ние по задача. По каква задача? Говорете. Најдовме еден премрзнат партизан и тој ни кажа дека бил со една девојка во твојата куќа. Марко? Мислам дека така рече. Марко. Одвај говореше, сиот беше премрзнат. Е него ке лежи горе во бачилото, скоро без свест. Го варди наш другар. А така. Сте задоцине. Не можам никаде да ги пронајдам. Нам ни рекоа селаните од збегот каде се. Говори, каде? Ние, еве ги видовме. Во Бунаров. Што? Таму ги обесиле. Пате Божине, ние ќе ги закопаме. Иди без гриша. Не жали, Бате Божине. Ние... Добро. Добро, деца. Однесете ги. А потоа, кажете им на селаните да бега што подалеку, кон црна трева.
сега, Бојков, уште по една чаша и пред спиење да наздравиме. На здравје, Синдире. За твојот иден чин. На здравје. Благодарам, Синдире, на дан. А знаеш ли, Бојков, дека она шумкарка не беше лоша, а? Некој опасно создание. Добро, сега тоа веќе не е важно. Еј, какви убавици сум видел и сум имал јас. Во Софија имав една со прст да ја стегнеш половината. Дора, ќерка на професорот Танев. Си чули? Дамата знаеше грифови в кревет. Ја лажев, ке се оженам за тебе. А да, мил мој. Имаше таа и сестричка, гимназијалка, 8 клас. Срце и реков еднаш да ти удрам инжекција против тифус. А да, мене, како тоа, господин Димитров, вие не сте лекар. Сум прешен, тата ти лекар сум. А каде ќе ми удрите инжекција? Во зобата! Еј! А вие и таа од 8-миот клас, а? Слушај, умееше таа повеќе од сестра й, а беше тесна, како прстен. А самата олцкава, која ќе се расплетеше, пропаѓа во косата. Братко мој, 200 такви имам ставено јас на рабош. Последната беше оперска певица, Травијата Тоска. Опа! Еј, а кажи ми, колку си имал, ама без лага, честно? Јас сум од село, господине. Млад се ожени. Ајде, сепак колку си ги имал? Булката не ти била ни прва ни последна. По носот ти се гледа дека си, а? Во Стара Загора имав една болничарка. Пушка, Синдире, со 3 цевки. Животот е штур без жени, а? Таа не беше тесна како прстен, ама умееше, Синдире. А беше како кучка. Ето се гледаш. Ајде, за сите убави жени на светот. Ние пред време ја започнавме новата година, Синдире. Така и треба. А ние и утре вечер исто така со винце ќе ја пречекаме новата година. Ајде на здравје. На здравје, Синдире. А не. Рековме ќе наздравиме за сите убави жени на светот. На здравје. На здравје, Синдире. За сите жени. Неќе да ја оставам сама, Божине. Еве, прашај го, па она и стане. А ти, Стане, мислеше дека е таа девојка. Или пак може би таа од тебе. Не беше повеќе девојка. Вело. Зошто, Вело? Смири се, другар, смири се. Другар, Никодине. Јас сум крив. Тие дојдоа, јас отидов, а после кога...
Другар командант, во селово доведовме луѓе со добиток и деца. Бегалци од Малиново. Колку ги има? Многу, другар командант. Сместете ги сите по куќи во селово. Другари, го прекинувам со станокот. Гледајте добро да ги сместите и обезбедете им јадење. А ти? Што чекаш? Што не одиш да им помогнеш? Другар командант, јас треба уште да ви кажам. Со нас се и двајца другари од одредот. Другарот Божин... Како? И другарот, мислам дека се вика Марко. Божин и Марко? Каде се? Зошто не ги доведе? Веднаш доведи ги овде. Разбирам, другар командант. Божин и Марко. Добивме гости спроти новата година. Белки ќе биде повесел пречекот. Божине! Другар командант, задачата е извршена. Марко! Спуштете го носилото со Марко овде. Како ти, Марко? Другар командант. Што рече? Не го разбрав. Тој од време на време нешто говори, но не се разбира. Божине! Божине! Ами другите? Каде се другите? Од премор заспал. Ни тебе ништо не ти рече? Не, никоде не. Ќе ни кажат утре. Да ги оставиме сега да се одморат. Да. И ти си во право. Нека се одморат сега. Настина цува. А ракијата ако лекува... Да одиме кај другите од одредот, Никодине. Да им ја честитаме новата година. Белки таму ќе има и ракија. Да. Ке треба и кај нив да одиме. Тогаш, да одиме. За ушките како на дете ти на Вавриле. Не знаев. Мислев. Мони, може би си бил ти во право. Јас... Остави го сега тоа, Никодине. Не чекаат уште многу други премрежија. Треба да ни останат сили за тоа. А ти, еве веќе се разболе. А вие, момчиња, од каде бевте? Од Малиново, другар Мони. Ние тебе и командантот Никодин ве знаеме уште од летово, кога бевме една вечер кај Божина. Ние тогаш бевме селска стража. Ве вардевме. Тогаш и вечерва ќе останете да ги вардите нашите другари. Јасно? Разбирам, другар командант. Ти реков јас дека ќе не примат во одредот. Од кај знаеш? Па еве веќе добивме задача. Но тоа не значи дека и не примиле. Ту, ама си ти некој не верувач. Еве, ајде да се фатиме на бас. Хајде. Каде се другите? Другари. Каде сте? Каде е Вела? Вела. Другарите. Што? А ти не шмркај. Ни на жените не им доликува. Ке умеам. Ке умеам јас машки. И уште нешто. Од искрата ќе вивне пламен. Понимаеш? Да. Понимаем. Ако затреба... И во одредот, а? Секако. Тоа е... И јас и порано сакав. Тогаш... Да се заколнеме. Чекај. Да почекаме. Тој ќе не заколне. Ако тој... Што тој? Гледаш дека спие. И немој да кобиш.
Ајде, дај да зборуваме за нешто друго. Во што ќе се заколнеме? Ќе видиме. Тој ќе ни каже. Ќе почекаме да се разбуди. Погледај. Како да се разденува. Колку може да е часот? Погледни на неговата рака. 1:20. И не се разденува. Паднал снег. Значи, дојде и новата година. Другар Закарпатец, мажи сме. И пред да ги стиснеме пушките, да се напиеме по капка ракија. Капка. А потоа клетва. Ќе се напиеме кога ќе осамне вистинскиот ден. Ја слушавте радиодраматизацијата И бол и бес, работена од Димитри Османли според истоимениот роман од Славко Јаневски. Улогите ги толкуваа студентите од трета година на Факултетот за драмски уметности Атанас Тоновски, Владимир Талевски, Митра Таневска, Маријан Чакмаковски, Љупчо Тодоровски и Сонја Михајлова. Во драмата учествуваа Петре Прличко и артистите Диме Илиев, Ацо Дуковски, Ѓорѓи Тодоровски, Јовица Михајловски, Ненад Стојановски и Ѓокица Лукаревски. Музички илустратор Андреј Бејлјан. Тон мајстор Асен Стефанов. Асистент на тон мајсторот Никола Давидов. Режисер Димитрije Османли.